играта на животот бара да човек превземе суштествување или битисување со цел да предизвика правење во насока на имање. Битисување, правење, имање. Гледайте. Сега, имаме секе црта малко. Океј? Мислам дека ме слушате. И таблава дал се гледа. Значи имаме правило биди, прави, имај. Океј. Биди, прави, имај. Гледайте сега. Секој човек, кога сака да постигне нешто, он треба да тргне од некој тип на идентитет, некој тип на биди, па после тоа прави, па на крај, како резултат, има. Сега, дали сте размислувале дека кога човекот ќе ја постигне нештото, ајде да кажеме имате некој дечко кој што има цел да ја освои девојката. И пред да ја освои девојката е многу креативен, има многу креација, гледате, креативен. Ама кога ќе освои девојката, ја добил, целта е постигната, тогаш она што се случува, настанува стоп во релацијата. Дечкото пред да освои девојката, ги има најдобрите манири, ја отвара врата, ја носи на театар, никад не бил на театар, ама она сака да на театар, он ќе облече од дело за театар. Не му сметаат незините другарки, не му сметаат незините, љубезен кон незините. Се ќе напред да освои. Она исто, све ќе напред да го освои него. Кога ќе го освои, е проблем. Затоа што целта која ќе ја постигнеме, гледате кога нештото ќе го земете да е ваше и го постигнувате како цел, креативниот процес доаѓа во фазата на стоп. Гледате, тука е стопот. И што се случува ако не ставиме нова цел со таа особа, не ставиме нова цел со таа личност, кругот на креацијата не продолжува, него настанува стоп. И сега кога она него ќе го освои, све и смета на неа. Гледате, прстен ќе се стават, нивни се имаат, и она што ќе се случи, настанува еден тип на деструктивна фаза, деструктивна состојба. И она што ќе се случи, на неја и смета како джвака, како мљацкал, како дише навечер, па малку хрчи, па зашто хрчи. Предходно ништо тоа не го ни приметувала, се било прифатливо на неа, затоа што во овие две состојби има еден огромен тип на љубов, вистинска љубов и толеранција. Има восхит, има почит, има се што треба една релација да има. Исто и он кон неа. Она била принцезата, он и правил лингвини со ракчиња. Сега тост му е тешко да направи. Ке дое дома, гледа си ги има деца, не се ни негови деца више. Гледате, кога некој е освоен и кога ќе го добиете некој човек, било што, и работата, сте виделе ново вработен, тој не прашува плата кога доаѓа. Тој крира. Ама после 20 години клати врата зиме. Плата, само мрчи како не доаѓа. Плата, како ништо не се работи, а он ништо не работи. Ме разбирате зашто? Затоа што ја земал. Кога ќе ја земете нештото, кога ќе го земете здраво за готово, крај. Гледате, кога нештото ќе го земете здраво за готово, после тоа не му се радувате, не го гледате со исти очи, поради тоа што станало ваше. И кога работите ќе станат ваши, тогаш настануваат проблематични моменти, односно настануваат проблеми, зашто тука завршило тркалото на креацијата. Освоено е нешто, нема повеќе креација и тогаш има стоп. Сега, ако ја нема таа позитивна креација, настануваат негативни креации, настануваат негативни проблеми. И сега тука почнуваат многу глупи игри. Гледате, настануваат многу глупи игри тука, ако нема нова заедничка цел. Гледате, братучет ми од Америка беше тука дојден. И се шетаме на Охридско езеро и гледаме некоја јахта и ми вика: Жаре, вика, знаеш ли кој му е најсреќен ден на човек што има јахта? Не му викам кој ја купил, не вика тоа му е втор најсреќен ден, вика прв најсреќен ден му е кој ја продал. Гледате, човек што има јахта, он 15 години работел за јахтава, му била сон, 17-тата година му е проблем. Зашто? Нема кај да стаи зимно време скапо, треба да ја фарба секоја втора година или како и да работите, сервис, едно, друго, трето, многу пари. И се он гледа да се откачи. Ама гледате, предходно имал цел, едва и чекал да ја види јахтата, едва и чекал да биде негова, сега јахтава ја гледа со други очи.
Граделе куќа некоја на Мавро, луѓе. 5 години ја градат куќата, 6-та што моравме во Кава да ја направиме. Кој ќе ја чисти? Кој ќе ја коси травата? Се, тоа е проблем. Молеле Бога за деца. Бог дал здрави прави деца после не знам колку инвитра. Сега, кај ве родивме? Затоа што ги имате. Гледате, кога човекот го има нештото, он станува незадоволен со нештото што го има. Затоа што тоа е на некој начин природен процес на течението на нештата, поради тоа што е крај на моментот. Затоа морате да имате нова креација и нова цел. Со човекот, работата, со што и да е, кое што е ваше станато. Затоа што ако ти немаш креацијата, тебе ти станува неинтересна релацијата. Ако немаш креација, све ти е неинтересно. А кога ти е неинтересно, почнуваш да му наоѓаш мани на тој другиот. Затоа што гледате, тука нема кој е крив, тука нема мана. Све било супер. Цуци, муци, злато. Тука мори, идиоту, ѓубре, ваков, онаков и така натаму. И сега, гледате, она што се случува е во тој момент кога нештото ќе го добиеме, настануваат проблеми. Настануваат моменти каде што човекот нема идеја како да продолжи понатаму творештвото со него. Затоа што сопругата е резултат на творештво, сопругот е резултат на творештво. Што вика еден пријател мој, вика, пред да го освои девојката дечкото, вика, на девојката има вкусна мандарина карминот, ама кога ќе го освои, нема веќе вкусна мандарина. И тоа е проблем. Така. И затоа настануваат погрдни зборови. Затоа настануваат погрдни зборови тука. Гледате, цуци муци тука, магаре, ваква си, онаква си, идиот. Не идиот како состојба на некој човек, зашто има човек кој што е во таа состојба генетски може би предизвикан и така натаму, него како погрден збора. Затоа што, гледате, он станал некој тип на човек кој што е негативец. Она станала некоја жена која што станала негативка. Зошто? Поради тоа што не твориме, не креираме. И кога не твориме и не креираме, настануваат проблеми. Гледате, мора човекот да твори и мора човекот да креира за да се чувствува убаво. Гледате, затоа што ако... Ајде да ви кажем друг пример. Гледате, тука имаме волно секојаш да ја видиме другата страна, да ја видиме незината гледиште. Кога ќе го освоиме некого, немаме чувство дека треба да ја видиме неговата страна. Гледате, овдека кога сме во овие две состојби биди и прави, ние сакаме да бидеме дел од животот на човекот. Тука, ајде да кажеме, имате маж и жена. И сега, жената можеби има некоја проблематична мајка или проблематичен татко. Он во овие две состојби пред да освои, дури и помагал, дури и го бранил таткото. Ама сега, он прв го напаѓа татко. Знае дека татко е слаба страна. Видите колку друга работа е интересна. Ние кога ќе влеземе во релација, ние доаѓаме со екипа. Замислете, имате маж и жена. Женава има татко и мајка. Мажов има татко и мајка. Сега, на почетокот ние сме поддршка на другиот, дури ги браниме нив од неа. Ама во оваа состојба кога ќе дојдеме, тогаш бум, ти не си поддршка. Ти си тежината на таа тема, затоа што е твоја она. И затоа што ти викаш ај сега ќе сум искрен и директен, ама не е тоа поентата, него поентата е да бидеш поддршка во сите моменти како што си бил поддршка тука. Исто е со вработувањето. Кога имате некој човек кој што е ново вработен, он е поддршка на целата организација, на целиот тим. Ама кога ќе дојде човекот овдека, кога ќе дојде човекот тука, тој не е веќе поддршка. Тој е одмага. Тој одмага во дадени состојби. Сега, како да бидеме поддршка? Секојаш мораме да имаме цел. Секојаш мораме да имаме визија со другата личност која што е со нас. Затоа што, гледате, комуникацијата тука природно е убава. Ама во оваа состојба не имај. Комуникацијата е неубава. Поради тоа што ги губиме манирите. Затоа што кога сте видели некој дете, ајде да ви дадам друг пример. Ке речете, имате некој дете, мајкава и татково дома е 20 со него да се справат. Ама детево кога ќе излезе некаде надвор, зашто е надвор од дома, он има многу убави манири.
И му викаат, леле, колку добар син и керка има, тоа се чудат, за мојот ли син и керка збори. Зашто? Поради тоа што кога ќе дојдеме во ситуација каде што немаме освоена територија, ние уствари се покажуваме у добро светло. Почетоците на работата, споредете го со крајот на работата. Почетоците на врските, споредете го со крајот на врските. Тоа е причината поради која што имате некој човек тука, заедно со жена му, и се жената или мажот вика ќе си одат. И он прво нешто што ќе направи ќе се смени, затоа што ќе дојде на биди, затоа што има цел да ја врати назад. Сега, ако човекот се смени поради тоа што има цел да ја врати назад, зар не би било паметно да имаме еден став дека уствари нашите блиски или нашите партнерки ги имаме, а ги немаме. Тоа би било поубава состојба. Да го имаш некого, а уствари да чувствуваш дека го немаш. Затоа што ако ти речеш мој е, го имам, тогаш ќе го контролираш како да ти е куче. А ако речеш го имам, ама може ли да го немам, не го зимам здраво за готово. Не го зимам дека е целосно мој. Сакам да се трудам за него. Затоа што човек кој што секогаш се труди и е волен, он од него излага најдобра енергија. Проблемот е кога човекот ќе постигне нешто, веќе нема желба да се докаже, не сака да се труди и не е веќе волен. И тука настануваат главните проблеми во релациите, поради тоа што луѓето се заситуваат еден со друг. И некојаш многу брзо луѓето се заситуваат. Видите, друг проблем што е? Зборував за поддршка. Колку е важно да сме поддршка, да го држиме товарот. Што значи зборот поддршка? Да го држиш товарот на некој друг човек. И се ти која си му поддршка, ти го држиш товарот. Ама оваа фаза, кога некој ја има, што рековме? Кој го држи товарот? Он става товар на неа. Она става товар на него. На него денот му е негативен. Она уште толку. На неа денот е негативен. Он уште толку ќе допринесе. Не го зимаме веќе товарот од другиот да го држиме, него стануваме товар на товарот кој што другиот човек го носи. Сега, ако ние сме секогаш поддршка, без разлика како другата страна се однесува кон нас, може другата страна побрзо да влегло оваа состојба да има и од вас. Вие останете у состојба на биди и направи. Знам дека не е лесно, затоа што другата личност веќе не ве цени која ви има. Тоа е проблем. Ако ќе се изгуби почитта во врската, се губи љубовта. Затоа што, гледате, не можете вие да бидете сакани, знаете, кога некој ви има, те сакам, ама он те дроби. Ама кога те почитува, е многу поубаво. Гледате, ако имате почит, па љубов, работите функционираат како што треба. Ама ако имате само љубов, ама нема почит, набрзо настануваат проблеми. Зошто? Затоа што почита, вели, го гледам се уште убавото во тебе. Кога некој ќе те фати и ќе те засаки и ќе те има, он веќе не го гледа убавото од тебе. Не си веќе идеалниот партнер, не си веќе принцот, не си веќе шампионот. Сега, другата страна секојаш има нешто да каже. Да, ама зашто и ти се смени? Веројатно затоа што и двајцата се смениле, ама уствари филозофски гледано е, поради тоа што дошле во состојба каде што се освоиле и каде што целта е постигната. Ако гледаме тоа од аспект на комфорт зоната, он кога излегол од комфорт зоната да ја освојува неа, гледате, он станал подобра личност, ама кој ја освоил целта, повторно имаме комфорт зоната и тогаш настанува стагнација. И за тоа се менува и комуникацијата во релацијата. Зашто, гледате, кога имаме почит и кога некого него имаме освоено, ние имаме внимание на него, што на него му треба. Ама кога некој ти е освоен, ти немаш внимание веќе на него. И затоа почнуваат глупи игри, затоа што немаш внимание на другиот човек. Не го мислиш заедно, не го мислиш за позитивно, не го мислиш за убаво и настанува проблем, и настанува демотивација. И затоа настанува демотивација на работа, затоа настанува демотивација во однос на релација или било каде, поради тоа што целта веќе ја нема, затоа што немаме за што да крираме енергија. Гледате, он ќе дојде после работа, ќе се испружи на кауч и 3 сати е на кауч, си гледа на телефон, си гледа спорт, она ќе дојде, ќе се земе да си гледа TikTok, си гледа Instagram рилсови и така натаму, не му прави муавет, може ќе направат нешто за ден или ќе купи од некаде и нема никаде комуникација. Се кога ќе дојде бракот у таа состојба или релацијата у таа состојба, наредно нешто што треба да очекувате е проблем. Се проблеми. Поради тоа што човекот ќе се заинтересира за глупа игра, он ќе почне да пишува на некоја девојка, она ќе почне да одговара на пораки недолични на дечко. И сега почнува интересното, почнува адреналинот
у друга сфера, затоа што не го крираат адреналинот во нивната врска. Гледате, како да го искрирате адреналинот во вашата врска? Секојаш гледате да се задаете некоја цел, секојаш гледате да направите некој тип на ново искуство, некогаш да отидете да направите нешто кој што можеби едноставно не сте го правеле. Ама не ти текнува да го правиш тоа за некој кој што веќе го имаш. Гледате, тука е проблемот. Не ти текнува да го направиш нештото за некој кој што ти е веќе освоен. И тука настануваат стоповите. И тука настануваат проблемите. Затоа што немаме идеи да го изненадиме и одушевиме оној кој што веќе го имаме. Затоа што тогаш не е game over, тогаш ги взимаме работите здраво за готово и викаш мој си. Мој си. Што има се трудам за тебе, мој си. Така мајка ми ќе ми речеше: абе деца, што не бидете како комшиите, како братучедите кои што беа фантастични. А ме ќе рече: мама, ти да се однесуваш кон нас како кон нив? Мајка ми вика: бе, вие сте мои. Сега, тоа ви кажува све. Вие сте мои. Кога маж ти ќе стане твој, кога жена ти ќе стане твоја, крај е. Ако не си доволно мудар да речеш не е моја, затоа што тогаш имаш за што да истражиш. Гледате, за интересот доаѓа од тоа, не знам. Ама ти ако речеш јас знам све за жена ми, проблемот. Мора да откриеш ново нешто за жена ти. Каква била кога била тинејџерка, што сакала кога била мала, да се заинтересираш за, не знам, незините слики од албумот. Па веројатно тој сте го правиле на почеток. Дај, покажи ми оваа слика, покажи ми оваа слика. Сега после 20 години, ама доста со тие слики трни, па ти само сликите на мувла мириса. И сега ти не си не заинтересиран више за незините слики. Она сака нешто да ти каже, ти не ја слушаш. Ама на почетокот се слушал. Гледате, тоа исто така проблем. Ки имате некој маж кај дое дома, сака нешто да каже, сака да спореди некој проблем, игнориран е. Очекувајте проблеми. Ке зборувам за тоа, тоа е многу интересна тема за проблеми во релации и во брак. Но игнорирање на нештото кое што едноставно човекот сака да го искомуницира. Но гледате, ако човек се врати на тоа како што тој бил, и ако се вратиме во овие две фази, овие две состојби, све се враќа. Се враќа волноста, се враќа заинтересираноста, се враќа комуникацијата, све се враќа зошто? Затоа што ние го менуваме ставот кон. Затоа што кога некого ќе го освоиш, ти го менуваш природно ставот кон тој човек. Не е истиот став кој што сте го имале како на почетокот, и затоа што го имате истиот став, затоа не е иста комуникацијата, затоа не е иста одговорноста, затоа не е иста волноста. Он порано секоја сабота идел кај мајки на ручек, сега ама доста со мајка ти, не можам више, не прави више тоа што не знам, јас сакам, а уствари ора секојаш прави тоа што он сака, затоа што бабиве секојаш за тоа се сака да ги угости, така натаму он го сменил ставот кон неа. И затоа што го сменил ставот кон неа, го сменил ставот кон бабата и кон дедото. Затоа што гледате, ако го смените вие ставот кон зашто сакате нечии родители, затоа што ја сакате неа, ти затоа си ги сакал незините родители. Така, затоа што ја сакаш неа. Ама ако прекинеш да ја сакаш толку неа, почнеш да прекинеш некогаш, не секогаш, и да ги сакаш незините родители, ако многу често имате релации со незините родители, неговите родители подобри од колку што имате со него. Но гледате, па тука идат различни влијанија кои што човекот може да ги има. Ако имате дадени ситуација, ајде да кажем имате ситуација каде што имате брачен пар кој што има детенце. И сега мајкава е скарана на таткото и преку детето може да влијае на другиот човек, така, може да влијае. Тоа се многу интересни ситуации кои што човекот ги гледа. Знаете, луѓето ги користат децата за манипулација на другиот партнер. Ке го насуска детево против таткото, може би се разделени, или татково ќе ја насуска детенцето против мајката, и сега мајката се чуди зашто детево има сменето енергија кон неа, па затоа што некој му зборел. И гледате, неубавата комуникација и неодговорната комуникација помеѓу нив двајца се плеткува, иде повредувањето на другиот човек, иде индиректно сега преку менување на ставот на детето, за да она му врати на него или он ја врати на неа. Гледате, поради тоа што веќе немаат они меѓу себе директна комуникација, не се ни толерираат за меѓу себе да комуницираат, и што прават? Го користат сега детенцето и ќе го насускаат него против некој друг. И се чудат зашто е сменет односот. Она може да го насуска внучето против неговите родители. Он може да го насуска детенцето против незините родители.
И сега се чудат зашто нема добра релација, па поради тоа што затоа што има сменет однос и комуникација. Ама тоа е поради тоа што се изгубила почита на почетокот. И сите овие глупости понатаму доаѓа затоа што почита ја снемува. Затоа што кога ќе нема таа почит, ја нема ни убавата комуникација. Разбирате? И сега како што све може да се деси? Мажот сака да ја помогне на жената. Женава не. Секако дека мажот нема да се чувства убаво. Женава сака да допринесе или сака нешто да направи. Мажот не ги фали нејзините јадења, ама на другар му жената ги фали. Па таа ќе стане љубоморна на жената на другарти. Затоа што нема допринос. Не сме успеале да помогнеме на другиот човек. Како некој човек да го направиш твој непријател, одби му ја помош, на некој сака ти даде сугестија, сака ти помогне. Не, бегај, ти ли ќе ми кажеш нешто ќе прави. Готов, имаш проблем у комуникација, наредно нешто, зашто имаш сменета енергија. Више, не го уважуваш неговото мислење. Гледате, некој ќе ти даде мислење, ти го отфрлаш неговото мислење, доста ми се бесаш, доста ми солиш памет. Па како тој човек ќе се однесува? Како тој човек ќе се чувства ако му е одбиена помошта која што сака да ти ја даде? Нема да се чувства убаво. Нема да се чувства добро. Ама гледате луѓе, се од ова му предстои една работа, а тоа е почита веќе ја нема. И тоа кога ќе го снема, настанува стварно проблем. Затоа што се понатаму е еден тип на игра ке ти вратам. Има нати го, дај ми го, има казни. На кој начин казна? Не зборење, казна. Не воодушевување, казна. Он шо и да направи, нема пофалба. Никогаш не е доволен. Неговите напори никогаш не се приметени. Сега мажот, фала Богу, дека последен период и он не може веќе да крира затоа што нема пофалба, не му се увидели креациите. Она се труди, сака да е добра, супер, овој не арецка. Не му интересна више. И она ќе прекине да крира. И се затоа е многу важно и двајцата да се освестат и да се вратат на почетоците каде што биле приметувани, каде што им се биле восхитувани. Знаете, кога ќе му се восхитите некој човек, тој има волност. Ама некој ќе направи нешто, ти го игнорираш, што веќе нема волност. А ако човекот нема волност, он нема да делува, нема да креира. И затоа е многу важно да бидеме мудри, да ги пофалиме луѓето, да ги испочитуваме луѓето, да им дадеме внимание, да им дадеме благодарност, да им укажеме колку значајни работи направиле во нашиот живот. Затоа што имате многу луѓе на кои што на секој еден човек му треба пофалба, на секој еден човек му треба потврда. И ако не му ја дадете, му ја рушите неговата енергија. Кога ќе му ја срушите енергијата, се прашувате зашто не е одговорен за вас. Па затоа што и вие сте допринеле во рушење на неговата енергија. Како да му се зголеми енергијата на човекот? Уважете го, видете го, приметете го, помогнете му. Кренете му енергијата со тоа што ќе му кажете колку убави работи прави. Лесно е да се видат негативните работи. За вас не е комплимент ако не ги гледате убавите работи партнер. Затоа што тоа значи дека вие сте смениле вашата фреквенција за да не можете да ги видите убавите работи на партнерот. И сега кога ќе падне вашата енергија, паѓа и неговата креација. Кога ќе падне неговата креација, паѓа и вашата креација. Заедно сме у релацијата. И мораме да се подпомагаме еден со друг. Мораме да сме си поддршка, да го држиме товарот на другиот човек. Ако он има проблем со нејзините родители, не ги напаѓа нејзините родители, затоа што тоа се нејзини родители. Никој еден кој што ќе ги нападне нејзините родители, колку и да она е свесна дека тие не се добри, не е кејф. Она ти ги напаѓа тебе родителите. Фала Богу дека ќе ги браниш, иако и ти знаеш дека тие грешат. Не ги напаѓајте деловите од него. Он дошол со тој тим. Он доаѓа со тој тим. Разбирате? Може би имате ситуација каде што он има деца од претходен брак. Не ги напаѓајте тие деца. Знам дека може би нема да ве прифатат вас. Затоа што може би имате ситуација каде што другата страна ќе им каже на децава и децава им е непријатно да имаат добра релација може би со новата сопруга на мажот, за да не ја повредат неа. Или обратно, може би имате ситуација каде што имате маж
има женава нов сопруг или партнер, он нема да им даде или ќе биде повреден ако они им е убаво со новата партнерка негова. И се деца што да прават? Мораме да бидеме поголеми од тоа. Мораме да ја вратиме почита. Некои работи што се десиле, ама нека одат обинатото, дај да изгрираме иднина. Ме разбирате, ама мораме да имаме убави релации и комуникации. Ако го насъскате детето против било која страна, не добивате вие ништо. Прво да ви кажам една работа. Децата се толку перцептивни, толку паметни се, толку знаат. Знаете, ја работам и со луѓето брачно советување, ако имате проблеми, може да ми се обратите. И она што се случува, гледайте, дојде некои се разведуваат, маж и жена. И можеби женава е уплашена дека мажот му ја пуни главата на детево погрешни работи за неја. Викам, не се секири. Ако некој знае колку е саат, ако некој знае кој е исправен во релацијата, тоа се децата. Децата се такви радари, такви перцепции имаат, да он точно знае што се случува. Он точно знае што се случува. Точно знае кој е кривиот во релацијата. Детето се знае. А ако едниот му е пуни главата, не се секирете. Тоа све ќе се изравни на крај и ќе се биде како што треба. На крај секогаш кога детето ќе ојача и ќе биде подобро, тој што му е пуни главата против другиот родител, он ќе си го добие ударот назад од детето, поради тоа што детево сваќа дека он го напаѓа него, напаѓајќи му е мајката. Детето разбира колку е сад. Сега, немојте истото ова да го правите, например, со неговите родители. Ако он има родители кои што без разлика колку грешат, биди му поддршка во однос на родителите, биди ти поише ангажиран за нив отколку што он е ангажиран за нив. Без разлика што може би не се најседни кон тебе. Или има некоја учтивост во однос на нив. Исто така до сопрузите важи. Дај поддршка на низината фамилија, без разлика колку те нервираат, без разлика колку пути, не знам, те омаловажиле, без разлика колку пати те направиле да не се чувстваш добро, или во најмала рака немој да збориш против нив пред неа, поради тоа што без разлика колку еден човек знае дека другата страна или неговиот тим не е соодветен, никој не сека да слуша неодговорност за сопствената фамилија. Никој не сека тоа да го слуша. Особено ако е пренагласено, особено ако е 100 пати кажано. Гледате, но мораме да бидеме тука за другиот човек. Клучот е поддршка. Што значи поддршка? Го држиш товарот на тој кој што ти е партнер. И тоа е партнерство. Или го држиш товарот, или му правиш товар. Може би си станал некој кој што не е подпорен зид, него е нешто кое што тежи. Мора да бидеш подпорен зид за другиот човек. Затоа што гледа, ти си влегол во животот на тој човек. Ти не си го нашол него на 14 години, па да немате живот. Си го нашла веројатно на 20, 25, 30, 40, 50. Затоа е потешко кога ќе се спојат повозрастни луѓе, затоа што они заживеале собствен живот. Они си имаат своји траектории на делување. Се другиот човек кој што има исто и она 50 години, он 50 години, се треба се вклопат во животите на другиот човек кој што е заживеан. Затоа е полесно ке децата, помлади, на 22 години се нашле, тој нема 22 години, има 22 години живот. Нема многу работи створено. Заедно заживуваат живот. И убавината е у тоа. Ама ако ти се споиш со некој на 60 години, потешко е, затоа што помалку си флексибилен кога си постар, затоа што си имаш своји крути навики, она има своји крути навики, а треба да влезете и да го заживеете животот на другиот човек, зашто ако ти влезеш во неговиот живот, ти влагаш во сите овие работи негови кои што неговиот живот ги има, и он влага во сите овие работи кои што твојот живот ги има. Волноста да влезеш и да бидеш поддршка во животот на другиот човек е една од убавите работи и е одговорноста на релациите. Но кога човекот ќе дојде во таа состојба на имај, он се индивидуализира и не станува тимски играч. Он станува индивидуа, станува посебичен, не го интересира другата страна и затоа не може да настане коегзистенција и заедништво. А кога сме волни да помогнеме и да бидеме поддршка, тоа сме најдобра верзија од нас. Така да, имајте на ум, се што го збориме како проблем, комуникација, едно, друго, трето, неискреност, прво почнува со губење на почит.
вратете ја почита кон другата страна и ќе видите дека работите ќе почнат да функционираат. Имајте убава вечер, се гледаме повторно во ќе ви кажам дали ќе имаме во петок лайв, како и да е, се гледаме секако наредниот понеделник. Поздрав, чао!